изборите се уште не се распишани, роковите не се почнати, имаме време колку сакаме. Избор квалитетен имаме за сите можни опции. Демократската унија за интеграција има званичен став дека може да настапи и со свој кандидат. Меѓутоа, како одговорна партија сме отворени до крајниот рок, тоест 30 дена пред одржувањето на првиот круг, кога партиите и граѓаните, ако се одлучат да настапат со независен кандидат, треба да ги достават кандидатурите до Државна изборна комисија, така да ДУИ е комотен, си има и кандидати, и квалитети, и опции. Благодарам. Уште едно прашање, како ги оценувате последните односи со помеѓу ДУИ и СДСМ, дали тоа би влијаело за одлуката за предвремената можност? Владата на Република Македонија е политичка влада. Влада помеѓу коалициони партнери. Значи не е влада на една партија. Во секоја коалицијска влада има дебати, има полемики, има барање на заеднички решенја за прашања за кои немат ист став. Нема непремостиви теми, се дебатира и за среќа владата на Република Македонија, начело со премиерот Зоран Заев, каде што ДУИ е битен чинител и фактор, успешно функционира и за да ги успокојам и граѓаните и сите заинтересирани по ова тема, нема недопирливи, нема нерешливи и нема табу теми. Ви благодарам. А ми изборите ви ДУИ е комот, но рейтингот да ви паѓа. Кој го вика тоа? Па со се помалиот број на пратеници во собранието. А тоа било 2016, денеска сме 2019, денеска сме ден после потпишување на протоколот, денеска сме во ситуација кога ДУИ се што му понуди на граѓанинот, се што беше политичка платформа и предизборна платформа е остварена. По-комотна партија од ДУИ во овој момент нема. Ве молам, подсетете ми на една тема што Али Ахмети го изнесе пред граѓаните, што ДУИ настапи пред граѓаните и не е реализирана. Ви благодарам. Тоа е една од темите за кои разговараме. Има и безброј други теми.